Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Васил Пишев од ВМРО-ДПМН продолжува да ја лаже јавноста. Фатен во сопствените лаги, Пишев се обидува со нови измислици да го покрие криминалот на ВМРО-ДПМН. Криминалниот врв на ВМРО-ДПМН ги урниса сите вредности во државата. Никола Груевски и ВМРО-ДПМН извршија грабеж на сопствените граѓани. На народот му е прекуглава од таквиот криминалистички и пропагандистички репертоар на власта. Затоа народот ќе си го каже своето и ќе и пресуди на таа расипничка гарнитура. Цела една деценија се изнаслушавме дезинформации, во кои се спомнуваат истите зборови. Најголемата болка на Никола Груевски, Зоран Заев и општина Струмица. На крајот од сето тоа, едно големо ништо. Стотици и стотици пресконференции со иста содржина и исти лаги. Се е исто, само актерите од власта се менуваат. Последен од таа низа е Васил Пишев. Човекот кој залутал во политиката, па како таков нема елементарни познавања од законот за јавни набавки и неговото доследно спроведување. Тој мисли дека ако е дел од власта, може од ракав да истресе било што, било каква лага и при тоа да остане недопирлив. Демек, ми се може, ми се сака. Власт сме или што сме? Ама грешка му е есапот. За сето тоа ќе одговара пред граѓаните на Република Македонија. Васил Пишев треба да одговори на следниве прашања. Прво, дали фирмата Жикол, чиј директор е член на Советот на општина Струмица од редовите на ВМРО-ДПМН, ги доби најголемите тендери од општина Струмица за изградба на плоштадот во Струмица, катната гаража, гасификационата мрежа во Струмица и едно чудо канализациони и водоводни мрежи во општината. Дали тој е дел од кланот Заеви? Второ, ако се знае дека само во последниве 2 години во постапките за превоз на ученици во општина Струмица учествувале 13 понудувачи, од кои дури 12 вршеле превоз на ученици, а не само фирмата Тритерол, дали сите тие фирми се дел од измислениот клан Заеви? За да ви биде појасно, фирмата што според вас е блиска до СДСМ, по законска постапка добила тендери во висина од безмалку 300.000 евра. А само фирмата Жикол, блиска до ВМРО-ДПМН, по иста законска тендерска постапка добила 5 милиони евра од општина Струмица или скоро 17 пати повеќе. Знаете ли математика, господине Пишев? Знаете ли да направите споредба? Трето, дали фирмата Джови Компани и уште многу други компании блиски до вашата партија, кои добија тендери од општина Струмица, се дел од кланот Заеви? И четврто и најважно, дали и вие, господине Пишев, сте дел од кланот Заеви? По вашата логика, и вие сте дел од тој клан. Според овој договор за јавна набавка склучен помеѓу ЈПКД Комуналец Струмица, застапувано од вашиот колега во парламентот Панче Орцев, од редовите на СДСМ, и вашата фирма Алмакс за набавка на зејтин. И замислете, во времето кога градоначалник на општина Струмица е Зоран Заев. Како си дозволивте такво нешто? Како си дозволувате, како дел од кланот Заеви, да зборувате за кланот Заеви? Се е јасно. Граѓаните знаат. Ниту измислениот клан Заеви постои, ниту лагите на Пишев се вистина. Криминалците се во власта на ВМРО-ДПМН и за тој криминал ќе одговараат и пред законот, и пред граѓаните на Република Македонија.